На македонците не можеш да им објасниш, че првото заседание на АСНУ се отвара со изгреж Зора на свободата. Не верват. Прво, не верват. Второ, те мислят, че това е българската химна. Българския химна. И трето, кога јас им казвам, сега по некој пат ја ще изпиеме на повече им велам, абе, така е, и за това всички завършија на голиот затвор. Нема ни еден жив останал. Перев е прав, казва, тој казва. И сега, што да ви кажем повече? Ние сме тој народ. Ние сме такви и према нас треба да се приде со малку повеќе такт. Не става дума за тие кои ги имат моите години, моето минало. Не ми е минало много преку глава. Става дума тие млади што идат тука, следват, учат. Спорта стана проблем и аргумент. Спорта стана мафиотско действо за лаже покрствање на македонците и българи. Спорта стана нешто което направи една невидена експлоатација на пространствата. 27 милиони евра беа израсходовани за спорт и последниот 10 на години. Од тие една трета се земали последниците, 2/3 българската администрација, зашто не може да земеш, а да не дадеш. И ние сега тука броиме 120.000 паспорти. Тие треба хора да се организират. Това е голема и сериозна работа. И това, което го говориме. Ще има ли крај таа работа? Дај да хората да говорат без цялото изпитание. Българија нема опит с емиграција. С Българија всичко кое е извън Българија е фашистко и ненавиждано. Не е така. Българија сега не е така. Сега не е така. Сега се научите, ама сега е доцна. Прво, старата емиграција не ја приекте, второ, поголема част ја избија, кога бегаја преку граница, и сега другите. Вам емиграцијата касно ви се врна. Рајко Алексиев ли беше на Рајко Алексиев синот? Што пише, Кълнев, не знам тие што пишат по Фактор БГ. Јас много не познавам пушествените слови в Българија. Тие касно дојде след 90-та година. Тито ги прибра сите четници усташи след 66-та-7 година. Само да не си окрвавили рацете. Дојдете, не говорете ништо, седете и бидете мирни, ще ви дадеме да пишете, работете, восхвалете црквата, поповите, како искате правете. Българија нема отношение към хората извън неизините граници. И, разбира се, останува комплексот на източния лагер. На Българија, българите од Украина, Молдова, мислам бесарабските българи и така, и се по-мили од македонските българи и западните българи. Да, се били в един лагер, живеели се заедно, имали се едно богатство, една сиромаштија и това е човешки, това се разбира. Това е како хрватите, които нас не презират, македонците, но винаги кога треба за нашите права срещу Българија гласат. Заштото се били в различен лагер од българите и се били с нас заедно. Те казват, не сте во право, ние срещу българите ще гласуваме.